Одбележувањето на големиот христијански празник Свети Архангел Михаил беше причината да видоловиме дел од атмосферата која што се случува токму на овој празник во црквата Свети Архангел Михаил во село Драмче, црква која се наоѓа на местото викано Еремија. Да се стигне до оваа црква од Делчево нема да ви требаат повеќе од 10 километри. Веднаш по навлегувањето во село Драмче, вашата насока свртува лево, каде што потоа по селскиот пат се упатувате под падините на местото каде што се наоѓа оваа преубава црква. Меѓу народот и во науката оваа црква била позната како Шарена црква, наречена по прекрасниот фреско живопис кој што го имала. Се мисли дека оваа црква е градена во поствизантискиот период, кон крајот на 17-тиот и почетокот на 18-тиот век и е еднокорабна црква. Престолните икони во оваа црква ги цртал Григорије Пецанев од Струмица, но се претпоставува дека црквата и целиот иконостас се изградени многу порано. Црквата е горена неколку пати, иако целата била со фрески, тие се наполно уништени и само под горниот слој постојат знаци дека некогаш постоеле фрески. Црквата е вредно просветно и културно жариште. Во незиниот двор се наоѓало првото училиште во Драмче, основано во 1869 година. Во него настава се изведувала до 1922 година, кога училиштето е преселено во новата работа во 2009 година поради малиот број на деца. Честувајќи го денеска големиот празник на Светиот Архангел Михаил и останатите безтелесни сили, на овој ден овде храмот е посветен на Свети Архангел Михаил, на собрани овде во слава и чест на Светиот Архангел Михаил се прередува трпеза на љубовта. Знаеме дека луѓето од по-стари времиња поодамна ги прославувале ангелите, но тоа прославување поминало во обожување и тоа. Секој од нас има свој ангел, чувар и пазител и затоа треба секојаш да внимава што прави, како прави, бидејќи има со него свој ангел чувар кој е заедно со него, кој го пази во добро или зло. Нека е за многу години денешниот празник посветен на Свети Архангел Михаил, на сите оние кои што го носат името на овој ангел, нека им е вечно за многу години. Амен. Секоја година на 21 ноември, на празникот Свети Архангел Михаил, во дворот на црквата се организира традиционален собор со ора, песни и традиционални јадења. Традиционално се изведува и орото копачка, бисерот на пијанечкиот фолклор, како автентично и оригинално оро од село Драмче, кое што е заштитено од УНЕСКО. Оваа година во село Драмче се одржува народен собир по повод празникот на нашиот светител Архангел Михаил и така се собираме. Имате ли гости од многу места? Имаме гости од повеќе села, од Делчево, наши кои се иселени од Делчево и така. Имате ли сознание од кога датира манастирот? Манастирот датира од многу одавна, пред 5-6 века сигурно, негде, точно се не знае кога е изграден. Иначе... Што спремаше денес црковниот одбор за присутните? Колку котли со месо? Денес има 7 бравчи, брави са закорени овци, од кои 8 котли, па ќе има за сите ручек. Нашето сознание оваа црква некаде 17-18 век
потекнува таа црква. Од кога луѓето ја доаѓаат? Порано са палили и тука околу детикам са 17-18 век, како ја да знам. Од кога почна еве во ново место да има собир со жителите овде од Драмче од пошироко? Па од порано, по нешто години. Кој сега да ти кажат. Имаме си традиција секој пат 21.11 одржаваме таа манастирка на Свети Архангел Михајлов. Одржаваме. Еве, многу гости имате и оваа година. Како по традиција вие сте главните подготвувачи на она што се послужува на гостите. Еве, што е рецептот за гостите да бидат задоволни? Па рецептот е прво што треба, што вика од старите свет правило треба да има. Основно е месо, ориз треба да има, прас, пипер, патлиџан, сите ретреботи и после од онија речи ги зардавачи се црн пипер. Тоа малку и тајна е тоа, не се кажува, ама Да. Колку клима годинава? Према посетителите мислам дека ќе биде доволно, така да за до година се надеваме нешто поубаво да биде и така. Се надеваме дека овој мал краток опис и видеозапис со нашата камера ви остави впечаток и ќе ве натера наредната година на 21 ноември да ја посетите црквата Свети Архангел Михаил во село Драмче.